Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се подсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Поема. Дали некогаш срцето ти било скршено и си мислела дека нема да заздрави? Дали си му дала шанса на Бог да ти се објави во болката? Може би починал некој кој навистина го сакаш и не можеш да престанеш да плачиш и тагуваш со секој здив. Може би си ја изгубила работата и иднината ти изгледа безнадежна. Може би се плашиш дека ќе изгубиш се и дека животот ќе изгуби смислата. Може би си била злоставувана и мислиш дека не си доволно добра или пак си изневерена и тоа го повредило твоето срце. Сепак, кога ноќта изгледа долга и како да нема крај, утринската светлина ќе те огрее, за да му се помолиш на Бог. Затоа, драга пријателке, не се откажувај. Бог може да го исцели твоето срце. Продолжи да веруваш во Неговата милост и Тој ќе го допре и благослови твојот живот. Драга пријателки, дали во овој период од животот се соочуваш со скршено срце, поради некаква невоља и неприлика во животот? Ако одговорот е да, ова епизода е за тебе и преку неа ќе сватиш дека Бог е секогаш тука за тебе, дури и тогаш кога срцето ти е скршено на милион парчиња. Кршењето на срце може да се случи од голем број причини: неверство, развод, абортус, измама, отфрленост, напуштеност или губење на некој или нешто што многу го сакате. Болката од скршеното срце остава длабоки рани. Иако луѓето и околностите може би го скршиле твоето срце, сакам да знаеш дека Бог е тука со тебе и сака да го исцели твоето срце. Тој е единствениот исцелител. Во Псалам 34:18 пишува: блиско е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Затоа охрабри се, има надеж во Бог и во оваа епизода заедно ќе размислуваме за таа тема. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. И посакуваме добре дојде на Сара во програмата Скапоцена и сакана. Таа е професионален стручен советник и психолог и денес со неа ќе размислуваме за скршените срца, како истите влијаат на нас духовно, емотивно и на нашите меѓусобни односи и како да добиеме исцеление. Сара, моето прво прашање за тебе е што е скршено срце и од кои причини се јавуваат кај луѓето? Би сакала да почнам со тоа што ќе кажам дека изразот скршено срце е точен.
Иако нашите срца не се кршат во буквална смисла на зборот, сепак кога луѓето имаат скршено срце, тие минуваат низ долг период во кој се соочуваат со тага гнев и очек. Покрај другото, тие можат да изгубат апетит и да ги запостават своето здравје. Некои од луѓето ги прикриваат своите чувства, бидејќи не знаат како да се соочат со нив, но во крајна смисла тоа секако ќе води кон анксиозност и депресија. Накратко, личноста која има скршено срце се чувствува изнемоштено, испразнето и безнадежно. Што се однесува до причините поради кои се соочуваме со скршено срце, нив ги има многу. Може да станува збор за некаква загуба, смрт на некој ближен, дете, сопруг, сопруга, родител, пријател или губење на здравјето поради болест, развод, неверство, злосторување, губењето на работа, домот или заштедата, можат исто така да бидат причина за оваа состојба. Некогаш луѓето се соочуваат со скршено срце бидејќи слушнале некои шокантни вести кои воопшто не ги очекувале. Еден таков пример е кога една личност ќе дознае дека е посвоена и дека како мало бебе била оставена од своите вистински родители. Скршеното срце може да биде предизвикано и од интензивен страв, како например страв од војна, закана од наоружено лице, постојана закана или пак страв од развод кога еден брачен пар има конфликт. Друга причина за оваа состојба може да биде спонтан абортус, инспланиран абортус или пак некоја диагноза поради која мајката не може да раѓа деца. Сара, со оглед на тоа што животот е далек од совршен и сигурно нашето срце кога тогаш ќе биде скршено. Кажи ми, дали има некаква надеж за исцеление, што да правиме кога имаме скршени срца? Се разбира дека има надеж. Надежта секогаш победува. Пред да размислиме на неколку практични начини за исцеление, сакам прво да ве потсетам на добрата вест. Постои некој кој се грижи за нашето страдење, дури и тогаш кога сме сами во тоа. Постои некој кој ни вети дека ќе биде со нас и ќе ни даде сила во време на неволја. Тој некој е Исус. Тој ни рекол дека можеме да дојдеме кај Него и таму да најдеме закрила. Во Матеј 11:28 пишува: Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Во книгата Псалми, глава 147, стих 3 пишува: Тој ги исцелува скршените по срце и ги преврзува раните нивни. Како што докторот се грижи за пациентите, така и Бог се грижи за нас и прави се што е потребно за го исцели нашето скршено срце. Затоа, сакам да те охрабрам да веруваш во неговите ветувања и да бараш исцеление од него. Ако го направиш тоа, само прашање на време е кога ќе можеш пак да сакаш, простиш и да почнеш од ново. In brokenness, I come to you, Jesus. I'm kneeling in surrender to your spirit. Mend my broken heart, I can find no other to mend my broken life, to give me hope, Jesus. Lord, I want to place my life in your hands, lay my burdens at your feet. Take my life, take my heart, I am yours. In repentance, I come to you, Jesus. I'm kneeling in surrender to your
want to place my life in your hands. Lay my burdens at your feet. Take my life, take my heart, I am yours. Lord, I want to place my life in your hands. Lay my burdens at your feet. Take my life, take my heart, I am yours. Добре дојдовте назад на програмата Скапоцена и сакана. Сара, пред да ја слушнеме песната, ти ни зборуваше за духовното исцеление, како прв чекор кон целосното исцеление на скршено срце, што следува потоа? Откако ќе побараш од помош од Бог и ќе му дозволиш да те исцели, потоа е време да работиш на твоето емотивно исцеление и исцеление на меѓусебните односи. Еве неколку практични чекори кои ќе ти помогнат да се ослободиш од емотивната болка. Прв, немој да ги потиснуваш чувствата. Кога твоето срце е скршено, нормално е да се појаваат различни чувства. Ако чувствуваш гнев, биди гневна. Ако чувствуваш тага, биди тажна. Ако сакаш да плачеш, плачи, но немој само да седиш дома и да мислиш на твојот проблем. Излези надвор и прави нешто што ќе ти помогне да ги насочиш мислите на нешто друго. Тука доаѓаме и до втората точка. Прави нешто што те прави среќна, може да станува збор за било што. Пронајди го својот повик, практикувај некое хоби, пеј, сликај, грижи се за градината, готви, помагај им на другите и слично. Прави ги нештата кои ти носат радост. Трето, биди физички активна, и тоа редовно. Почни со вежбање, секојдневно пешачење, трчање, џонглирање и слично. Четврто, поврзи се со природата. Практикувај долги прошетки во природа, излези надвор на чист воздух, слушај релаксирачка музика и слично. Немој да користиш негативен речник кога зборуваш и размислувај за себе. Немој да велиш се е моја вина или не сум доволно добра или нешто не е во ред со мене. Наместо тоа, користи позитивни изјави за самата себе, како например јас сум вредна и скапоцена во Божите очи или можам да ги контролирам моите чувства и моето однесување и слично. Уште една важна работа која треба да ја направиш е да се обкружиш себе си со луѓе кои те сакаат и прифаќат. Минувај време со такви луѓе и остани поврзана со нив. Исто така, одлучи да им простиш и да се молиш за оние кои те повредиле. Ако на таквите луѓе им се лутиш, тоа нема да те направи посилна, туку погорчена. Простувањето не е слабост, туку одлука со која стануваш слободна. Простувањето е едно од главните чекори кон исцелувањето. На крај, фокусирај се на иднината, остави го минатото зад себе и размислувај за подобри нешта кои можат да се случат во иднина. Верувај дека најдоброто допрва доаѓа и оваа болка што сега ја чувствуваш нема да трае вечно. Бог има големи планови за тебе. Благодарам, Сара, многу добро ни покажа како изгледа патештествието кон исцелението. Драги слушателки, останете со нас, бидејќи после песната, што ќе ја слушнете сега, ќе имаме можност да ја слушнеме и приказната на една жена која беше длабоко повредена од луѓето, но и длабоко исцелена од Бог. Trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, sorrow share?
Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Во Библијата има една жена по име Агара. Нејзината приказна е спомнета во Стариот Завет, конкретно во книгата Создавање, и нејзиното срце беше скршено. Таа се почувствува заборавена и запоставена, но Бог беше со неја и ја помогна. Моето име е Агара. Јас работев како робинка за мојата господарка Сара, сопругата на патриархот Аврам. Мојата господарка беше неродка, долги години, а Бог му вети на Аврам дека ќе му даде големо потомство. Сара мислеше дека тоа потомство ќе дојде преку мене и така стана втора жена на Аврам. И јас забременив и поради тоа Сара беше многу љубоморна и како резултат нашиот однос беше значително нарушен. Не сакав да живеам во местото каде што не сум посакувана и затоа побегнав во пустина каде бев сама, без храна, целосно отфрлена и напуштена. Но додека седев и тагував на тоа пусто место, се случи една несекојдневна средба. Ми се појави ангел кој беше пратен од Господ. Тој ме повика по име и ми рече: Агара, од каде доаѓаш и каде планираш да одиш? Драга пријателке, во моменти кога се соочуваме со невојля и тага, Бог не повикува по име и сака да му се приближиме. Кога се чувствуваш заборавена и напуштена од другите, кога имаш скршено срце, знај дека Бог те гледа, се грижи за тебе и те сака. Во книгата на Исаја, глава 43, стих 1 пишува: Не плаши се, зашто јас те откупив, по име те повикав, ти си мој. Гледаш, ти си скапоцена и сакана во неговите очи. Немој да мислиш дека си заборавена и напуштена. Бог те знае по име и сака да бидеш негова ќерка. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Да се вратиме назад на приказната на Агара и да видиме што и се случи. Му одговорив на Господовиот ангел, му кажав дека бегам што подалек од мојата господарка. Кога го слушна мојот одговор, тој ми кажа да се вратам назад во домот на мојот господар, дека синот кој ќе го родам ќе се вика Исмаил, што значи Бог слуша. Драга пријателке, постојат моменти кога животот станува многу тежок и нашите срца се скршени поради одредени околности, но во таа наша болка Бог се грижи за нас, не повикува по име и не благословува. Сакам да ти прочитам неколку Божји ветувања кои се наоѓаат во Библијата, конкретно во книгата Псалми од Стариот Завет. Слушни внимателно што е тоа што Бог ти го ветил. Псалам 34:18.
Близко е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Псалм 10:14. Но ти гледаш, зошто ги забележуваш маките на навредите, во своите раце ги одмеруваш, безпомошниот тебе ти се предава, ти си му помошник на сиракот, бедниот тебе ти се предава. Псалм 147:3. Тој ги исцелува скршените по срце и ги преврзува раните нивни. Зарем овие ветувања не ни кажуваат дека Бог сака да е подготвен да ги исцели нашите скршени срца? Драга слушателке, приказната на Агара, која е запишана во Библијата, има многу допирни точки со приказната на многумина од нас, кои се во одреден период од животот се почувствувале отфрлени, сме имале скршени срца и потреба од исцеление. Како и Агара, така и ние некоја сме се надевале на луѓето, а сепак тие не разочарале и не оставале сами на себе. Иако е стара илјадници години, приказната на Агара ни кажува што значи да се повика Бог во време на болка, невоља, отфрленост и осаменост. Ако во такви околности го повикаме Бог, тој ќе не соочи со вистината и ќе ни каже дека во неговите очи ние сме скапоцени и сакани. Преку приказната на Агара учиме дека Бог не гледа, не познава и се грижи за нас. Ние исто така учиме дека дури кога најблиските ќе не напуштат, сепак Бог е тука за нас и дека тој има добар план за нашите животи. Затоа сакам да те охрабрам да се вратиш назад кај Бог и да го побараш неговото присуство во твојот живот. Дозволи му нему да ти го врати тоа што другите ти го земале. Дојди кај него и побараја неговата жива вода, за да те освежи и да ти даде сила да продолжиш напред без да се откажуваш. Sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. Моја скапоцена и сакана керко, гледам дека повторно си облеана во тага. Го слушам твојот повик за помош во ноќните и доцните часови. И мојот син плачеше во градината пред да биде предаден. Тој беше распнат на крст и таму со својот живот плати за твоите гревови. Сето тоа се случи поради мојата љубов кон тебе. Немој никогаш да се сомневаш дека сум со тебе и дека можам да ти дадам утех, мир и победа. Дури тогаш кога не можеш да ме видиш, јас действувам и тоа го правам за твоја полза и добро. Без разлика колку ти е тешко,
Предај ми се и посвети ми се целосно. Дај ми го Твоето скршено срце и дојди кај мене во молитва. Немој никогаш да заборавиш дека јас имам моќ да ја претворам најголемата трагедија во славен и прекрасен триумф. Твојот татко кој те сака, Бог. Боже, потребен си ми. Моето срце е скршено на многу парчиња и се чувствувам безнадежно. Болката е голема и длабока. Помогни ми да ти ја предадам сета моја тага. Помогни ми да бидам отворена за Твоето дејствување. Сакам да ти го дадам моето скршено срце. Прости ми ги гревовите. Те молам, исчисти го моето срце од секој грев и изли го Твојот мир во него. Облий ме со Твоето присуство и помогни ми да ја почувствувам Твојата љубов. Господи, дај ми надеж, сакам да верувам дека ќе го исцелиш ова скршено срце и ќе ме подигне со Твојата сила уште во овој момент. Сакам да го исцелиш и промениш ова срце и да се преселиш преку мојот живот. Се молам во името на Господ Исус Христос, Твојот Син. Амин. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш некакво прашање или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.